Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Последните случувања со големиот скандал за земање на мито од 10.000 евра од страна на судијата Наќа Георгиев и второ осомничениот јавен обвинител Иџет Мемети е само уште еден доказ дека во Македонија власта на СДС и ДУИ наместо правен воспостави криминален систем. Колку е огромен овој скандал потврдува и фактот што станува збор за кривично дело земање подкуп од судија и јавен обвинител. А истото противправно дејство е со единствена цел – обезбедување олеснителни околности за кривичен случај кој се води против поранешен градоначалник на Ново село Боро Стојчев. Почитувани, додека сите ние чекаме и бараме правда, одговорните за спроведување на правдата се први во криминалот. Незалудно на сите мерења на јавното мислење, довербата во судството, обвинителството и правосудниот систем во целина е на поразителни 1%. Историски најниско ниво на доверба, додека токму власта на СДС и ДУИ ги убедуваше граѓаните дека токму тие се Европски фронт. Ова е уште еден доказ зошто во Македонија нема систем, нема функционални институции, нема правда и со сигурност граѓаните немаат мир. После откривањето на скандалот со корупција во највисоките редови во правосудството, логично се поставува прашањето дали овој случај со екс-градоначалникот и митото од 10.000 евра е единствен случај на овие два функционери во правосудството. Дали и колку илјадници евра биле барани за случаите со финансиски криминали, трговија со дрога, убиства и слично, за кои јавноста е сведок дека не видовме ниту право, ниту правда. Дали е точно дека во правосудството само во изминатите неколку години биле изрекетирани неколку милиони евра? Колку наќевци и иџетовци инсталираа СДС и ДУИ? Почитувани, остана да лебди и прашањето дали и колку длабоко пипците на судскиот октопод се раширени во системот и дали главата на тој октопод се всушност функционерите на власта на СДС и ДУИ. Затоа што парата и правдата не одат заедно, освен во криминализираното правосудство како ова на ДУИ и СДС. Ова мора да има крај, мора да има одговорност и затоа ги повикуваме надлежните органи, од почеток до крај, од првиот до последниот, темелно да го истражат и овој, но и многу други случаи за кои има основано сомнение. Само со силна посветеност во борбата со криминалот и корупцијата ќе ја направиме Македонија држава подготвена за Европската унија и држава која обезбедува подобар живот на сите наши граѓани. Одговорност мора да има подеднакво за сите. Ви благодарам.